непријатен мирис од устата, здивот му е многу лош. Менталното здравје може да го ставиме на прво место, затоа што ако немаме здрава уста, немаме здрав миленик. Од година у година свеста кај собствениците на домашни миленици се зголемува, така и нашите интервенции стануваат се подобри. Навиките за дентална хигиена или орално здравје мора да почнат уште од почеток. Тоест, кога доаѓаат кај нас на вакцинација, ние почнуваме да збориме што треба да се прави од самиот старт. Тоа е еден вид на навика која што кучето треба да ја стекне, да знае дека треба да му се чистат зъбите. Возрасно куче не може да се стекнат тие навики. Веќе после година дена треба редовно да се носат еднаш до два пати годишно, да се прегледа, да се види дали треба да се интервенира или не. Забалото у која состојба, најчести проблеми се зафаќање на заден плак, тоест задниот кап, доста големи проблеми, воспаление на непца, состојба генерално на целата уста, состојба на јазик. Ако не дојдат на време, многу инфекции, воспаление на зъби, самиот каменец врши притисок на непцата и тој веќе зъб е нефункционален, почнува да се клати. И доаѓаме у ситуација да мораме да го извадиме тој зъб.